Државата од смената на власта досега натрупала околу 70 милиони евра долг кон компаниите за поврат на данок на додадена вредност, покажуваат податоците на Управата за јавни приходи во кои имаше увид Телевизија 21. До нашата редакција пристигнаа многу реакции од компании кои тврдат дека УЈП им должи со месеци за поврат на ДДВ. Сумите се од неколку стотици до неколку милиони евра, а доцнењето по 4, 6 па и 8 месеци, а кај некои со години. Велат, државата со доцнењето директно ја подкопува ликвидноста на компаниите. Дека има доцнење за Телевизија 21, потврдија и од Сојузот на стопански комори. Информациите кои што ги добиваме од нашите членки покажуваат дека со повратот на ДДВ се доцни 3 до 4 месеци. Од доцното враќање на ДДВ особено се погодени извозните компании, затоа што тие во континуитет се во состојба да треба да повраќаат ДДВ. Тие може да бидат доведени во неликвидност, затоа што тоа што го заработуваат е помалку од 18% ДДВ колку што обично се плаќа за тоа што го наплатуваат. И многу е важно за да нивните бизнис операции се одвиваат во континуитет, навремено да се враќа ДДВ-то. Податоците пак кои ги доби Телевизија 21 покажуваат дека од јули лани до крајот на годината УЈП добила барања за поврат на ДДВ тешки над 292 милиони евра, а вратила назад на компаниите 232 милиони евра. Или невратениот ДДВ кон компаниите бил речиси 60 милиони евра. Годинава пак доспеале побарувања од 138 милиони евра, а не биле вратени 8 милиони евра. Или вкупно од јули лани до сега долгот е над 68 милиони евра. Директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова тврди дека повратот на ДДВ се исплаќа редовно, освен во случаите каде што треба дополнителна проверка. Вели дека лани враќале барања за поврат на ДДВ кои биле од 2020 до 2023 година. Значи, од една даночна пријава до друга даночна пријава треба да помине еден месец. Да, еден календарски месец и тоа и постапувањето генерално. Но, имаме случаи каде што вршиме подетални контроли, тоа се помал број на случаи, каде што навлегуваме и на проверки на повеќе даночни периоди, кои што можат да значат и неколку години, тогаш времетраењето на контролата зависи од самиот даночен обврзник и од тоа колкав има обем на колкав обем е неговиот промет, колку документација треба да се разгледа. Колку време им треба за дополнителните проверки, Петрова не прецизираше. Вели, променети се процесите на одобрување и сега вклучуваат подетални проверки и вкрстување на податоци. Тоа било поради даночните афери со злоупотреби на повратот на ДДВ во изминатиот период. Парите пак кои се плаќаат за камати на компаниите за секој ден за доцнување со повратот на ДДВ, тврди се многу помали од парите кои се спречени да бидат одлеани од буџетот преку злоупотреби.